За сексуалните предатори и криминални банди да има построги казни, па и доживотен затвор бараат од првата детска амбасада во светот меѓаши во Скопје, откако вчера беше обелоденет случај на трговија со дете. 14-годишното девојче од Тетово 2 години било подведувано на вршење полови дејствија со повеќе лица за одреден паричен надомест со закани од страна на 51-годишна жена, каде било згрижено заедно со братчето и сестричето, бидејќи доаѓале од дисфункционално семејство. За овој случај осомничени се 11 лица, од кои 10 се приведени. Првиот човек на Меѓаши, Драги Змијанац, вели дека надлежните институции мора да работат на превенција за да се заштитат децата, а не само на санкционирање. Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги повикува институциите, пред се Министерството за внатрешни работи и Националната комисија за борба против трговија со деца, да се ангажира не само на санкционирање, туку и на превентивни програми како децата да се заштитат, да бидат жртви на стингирот на организиран криминал, на трговија и сексуална експлоатација на деца. Иако Македонија има подпишано Конвенцијата за најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, за жал можам да констатирам дека не се почитува оваа конвенција и не се спроведува во пракса, имено се повеќе децата се жртви на организирани групи каде децата се жртви на трговија. Кога веќе се случува овој грозомерен настан, тогаш не ни преостанува ништо освен да ги повикаме судските органи да кога веќе досудуваат казни, да ги досудуваат највисоки казни затвор, дури и се залагаме за доживотна казна затвор, а за педофилите, ако го повторуваат делото, хемиска кастрација и доживотна казна затвор. Змијанац вели дека стручните служби и во училиштата и во центрите за социјална работа мора да имаат поголем увид во однесувањето на децата, особено во дисфункционалните семејства. Во континуитет сметаме дека стручните служби во училиштата и социјалните служби кои имаат задача да детектираат проблематично однесување на родители каде што децата може да бидат жртви во овој, како што е овој случај, и стручните служби во училиштата треба да располагат со знаење, вештини и да се обучени како да ги идентификуваат и детектираат на време несоодветните однесувања на децата и за да не се случи да бидат жртви на сексуална злоупотреба, а пак центрите социјална работа да имат увид во какви дисфункционални семејства живеат децата, за да не бидат жртви на сексуална злоупотреба и да пријават до стручните служби, до полицијата за несоодветно негрижа и однесување на родителите. Од Тетовскиот центар за социјална работа пак не откриваат никакви информации во интерес на заштита на детето.